Добар ден, следува најновото издание на вестите на Слободна ТВ. Во Палатата Србија во Белград денес ќе се одржи самитот во рамки на иницијативата Отворен Балкан. Со самитот ќе председаваат председателот на Србија Александар Вучик и премиерите на Албанија и Македонија Еди Рама и Димитар Ковачевски. На собирот ќе присуствуваат и премиерот на Црна Гора Дритана Базовик, председателот на Советот на министри на Босна и Херцеговина Зоран Тегелтија, министерот за надворешни работи и трговија на Унгарија Петер Сјарто и шефот на турската дипломатија Мевлут Чавушоглу. За Танјук, предходно во Министерството за земјоделство изјавија дека лидерите на земјите од иницијативата Отворен Балкан денеска на самитот во Белград ќе потпишат договор со кој ќе се регулира соработка во областа на безбедноста на храна. Двата најважни дела од тој документ ќе се однесуваат на гаранциите дека Србија, Македонија и Албанија ќе имаат приоритет во меѓусебната размена на основните прехранбени производи, така што населението во тие земји ќе има доволно храна во кризни ситуации, како и механизми за спречување на повторен извоз на храна на трети пазари. Македонија и Србија ќе потпишат меморандум за заедничка соработка и размена на искуства во евроинтеграциите, бидејќи и двете држави немаат лесен пат кон Европската унија, а имаат многу допирни точки. Ова е договорено на денешната средба во Белград во рамки на Отворен Балкан меѓу македонскиот вице-премиер за европски прашања Бојан Маричик и српската министерка за евроинтеграција Јадранка Јоксимовиќ. По средбата Маричик изјави дека со задоволство ја прифаќа идејата која е корисна и за двете држави, а заедничката работа може да донесе побрз напредок и резултати. Северна Македонија и Србија покажаа многу во реформите и решавањето на тешките прашања и сметаме дека се покажавме како кредибилен партнер на Европската унија и покажавме солидарност со Европската унија, изјави Маричик на пресконференција по средбата. Аргентинската подпредседателка Кристина Фернандес де Кирхнер избегна атентат откако пиштолот што бил вперен во неа се заглавил. Де Кирхнер ги поздравувала своите привезаници пред својот дом кога од масата излего маж кој вперил пиштол во лицето. Незиниот супруг, председателот Алберто Фернандес, изјави дека пиштолот бил наполнет со 5 куршуми, но се заглавил кога требало да пука. Де Кирхнер се враќала од суд бидејќи се наоѓа среде за корупција. Кристина и натаму е жива, зашто од се уште неутврдена причина пиштолот во кој имало 5 куршуми не пукал. Ова е еден од најсериозните инциденти од враќањето на демократијата во земјата во 1983 година. Можеме да не се согласуваме, но нема место за говор на омраза, зашто тој поттикнува насилство, изјави председателот Фернандес. Тој го прогласи денешниот ден за национален празник, за да можат аргентинците да ги слават животот и демократијата и да се солидаризираат со неговата сопруга. Снимките од социјалните мрежи покажуваат маж кој држи пиштол на само неколку сантиметри од главата на Де Кирхнер. Пиштол се обидува да пука. Таа ја наведнува главата, но пиштолот не испукува. Напаѓачот потоа бил совладан од обезбедувањето. Во изминатите денови стотици демонстранти се собираа пред домот на 69-годишната Де Кирхнер, додека и се суди за корупција од периодот кога беше председателка. Товарен брод со 3000 тони пченка од Украина се насука денеска во Босфорот, поради што е прекинато пловењето низ Истанбул, соопштија властите. Официјални лица од Истанбул соопштија дека Леди Зема, долга 173 метри, безбедно застанала и се закотвила под дефект на кормилото. Нема повредени, а турската крајбрежна стража излегла на местото на настанот, се додава во соопштението. Заедничкиот координативен центар управуван од Обединетите нации, Украина, Русија и Турција. По постигнатиот договор за извоз на жито соопшти дека Леди Зема има одобрение да исплови од украинското пристаниште Черноморск до Равена, Италија, со 3000 тони пченка. Се очекува денеска министрите за финансии на групата 7 најразвиени економии да ги зајакнат плановите за ограничување на максималната куповна цена на руската нафта во глобалната трговија, со цел да се намалат приходите на Москва која води војна со Украина, но и за да се намали притисокот на енергетскиот пазар, изјавија за агенцијата Reuters представници на Г7. Министрите на Г7 треба да се состанат преку видеоврска и најверојатно ќе издадат
изјава во која ќе ги наведат нивните планови за спроведување на овие мерки. Веројатен е договор, рече европскиот пратеник на Г7, додавајќи дека не се знае колку детали ќе бидат откриени, како што е плафонот на цената за барел, над кој земјите кои се придржуваат до договорот ќе одбијат финансирање и осигурување за танкери со руска сурова нафта и товар. Портпаролката на Белата куќа Карин Жан-Пьер вчера одби да ги коментира плановите за ограничување на цената на Г7. Ке слушнеме повеќе во петок за тоа како ќе функционира ова преку партнерство со нашите сојузници во Г7. Веруваме дека ова ќе биде начин на вистина финансиски да ја погодиме Русија, рече портпаролката на Белата куќа. Германската компанија Lufthansa соопшти дека ќе мора да откаже 800 летови денеска, што веројатно ќе влијае врз 130.000 патници, откако синдикатот на пилотите најави еднодневен штрајк. Синдикатот бара зголемување на платите за 5,5% оваа година за своите повеќе од 5.000 пилоти и автоматски компензација за инфлацијата. Се надеваме дека ќе се вратиме на преговорите што е можно поскоро, рече портпаролот на Lufthansa. Штрајковите и недостатокот на персонал веќе ги принудија авиокомпаниите, вклучително и Lufthansa, да откажат илјадници летови ова лето и предизвикаа повеќе часовни редици на главните аеродроми, фрустрирајќи ги туристите кои сакаат да патуваат по заклучувањето за COVID-19. И последната информација во вестите е за временската прогноза. Времето во Македонија денеска ќе биде променливо облачно, свежо и нестабилно, на повеќе места со пороен дожд, грмежи и засилен ветер. Локално ќе има поинтензивни процеси во форма на невреме со пообилен дожд за кратко време, силен ветер, електрични празнења и услови за појава на град. УВ индексот ќе изнесува 5. Дневната температура ќе опадне за 5 до 7 степени. Утринските температури се движат во интервал меѓу 13 и 20, додека дневната температура ќе се движи во интервал од 21 до 28 целзиусови степени. Во Скопје и околината денеска исто така се најавува променливо облачно и нестабилно со повремен пороен дожд и грмежи. Во делови од котлината ќе има услови за појава на невреме. Утринската температура се движи до 19 степени, а максималната дневна ќе достигне до 25 целзиусови степени. Со временската прогноза го завршуваме ова издание на вестите. Благодарам што ме следавте. Довидување.